Добро. Виткањето на кичмата по која Зоран Заев е познат, станува, за жал, посакуван елемент за нашите соседи. И мораме да бидеме свесни за оваа ситуација со која што, за жал, се соочува Македонија. Европската агенда на Република Македонија, според најавите кои ги добиваме од нашиот источен сосед, е замрзната. Напредокот кон Европската Унија зависи од дополнителните услови, кои мораме да бидеме свесни дека меѓу другото се последица на недостатоците и молкот на македонската дипломатија. Со Зоран Заев не се наминуваат пречките, туку летвичката постојано се зголемува со нови барања и услови. Најновата изјава на председателот на европските социјалисти Сергеј Станишев дека, цитирам, најдобро за Бугарија е СДСМ и Заев да останат на власт, а тој уште додава дека Бугарија е национално заинтересирана за победа на Зоран Заев и социјалдемократите на престојните избори. Најдобро го осликува ова. Но проблемот не е што е најдобро за Станишев и Бугарија, туку што е најдобро за Македонија, а за жал, она што е најдобро за Бугарија во моментов е најлошо за Македонија и за незините национални интереси. Како што кажав, мораме да бидеме свесни и да признаеме дека ова со што се соочува Македонија е резултат и на недостаток на незините институции. Суштно со она што Станишев сака да ни го каже е дека Зоран Заев е посакуван поради неговото виткање на кичмата и прочуената лукративност. Тука уште повеќе се засилуваат сомнежите дека поради оваа политика на попустливост кон Бугарија стои некаков друг директен интерес или можеби некаква уцена кон Заев. Интерес или уцена заради која што е спремен да го продаде македонскиот јазик. Втора грижа е што денови имаме бројни изјави на највисоки државни представници од Бугарија, премиер, министар за надворешни работи и министар за одбрана. Овие изјави се насочени кон директно негирање на македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската држава. Сериозна држава веќе ќе реагираше по официјални канали со испраќање на протестна нота за негирањето на македонскиот јазик, македонскиот народ, македонската култура и историја. Таа протестна нота треба да биде проследена со аргументирани и научно базирани факти кои што се на наша страна. Истите научно поддржани факти треба да се испратат до сите министри за надворешни работи, како и шефови на држави и влади на земјите членки на Европската Унија, како и на највисоките представници на Европската Унија. Но што работи македонското МНР, што работи Димитров, Спасовски и Заев? Едно големо ништо. Додека Бугарија ја гради својата позиција врз основа на комбинација од политика, дипломатија и наука, Македонија не прави ништо. Додека Бугарија ги ангажира најголемите умови, кремот на бугарското општество, да составуваат документи кои што и самите знаат дека не се точни за негирање на македонскиот јазик, македонската држава и власта на Заев, за жал, не прават ништо. Овој однос има трајни и несогледливи последици врз македонскиот јазик, македонскиот народ и македонската држава. Вистински скандал е што Димитров како шеф на МНР и Спасовски како премиер на техничката влада досега нема ниту една официјална реакција, нити допис или демант кон негаторските ставови на Бугарија и бугарската држава. Тоа значи две работи. Или се согласуваат со она што е изјавено, или има некоја друга позадина. Поради личните интереси, а на штета на државните интереси, и Европската агенда не реагираат и сакаат овој проблем да се стави под тепих, да се заборави. Кој чекор владата на Македонија го презеде досега, имајќи предвид дека имаме скоро блокирани или, еве да се изразам подиректно, уценети европски интеграции. Имаме уште еден пораз во однос на Европската агенда, а владата наместо да преземе дипломатска офанзива со сите средства и контакти кои што нашите лица ги имаат, ништо не прави. Немаат книгато ниту слушалка на било кого да му објаснат во каква позиција е Македонија. Да не зборувам за поголема стратегија. Значи, додека на една страна
Имаме комбинација, како што кажав, на политика, дипломатија и наука. На другата страна имаме едно големо ништо. А прашање е што прави Македонската академија на науките и уметностите во целиот овој случај и период, имајќи предвид дека Бугарската академија на науките е исклучително активна и ги штити националните интереси на Бугарија. Што прави Македонската академија на науките и уметностите? Дали воопшто е ангажирана во овој период? За вака едно комплексно прашање потребен е државен консензус. Не може да дозволиме за вака сензитивно прашање да не се преземе ништо и владата на Заев да молчи за овој проблем. Затоа уште еднаш повикуваме ова прашање по однос на устојувањето на Бугарија, како и кочењето на европските интеграции на Македонија, сериозно да биде разгледано на утрешната лидерска средба. Повикуваме на истата да се изгради заеднички и усогласена позиција по однос на евроинтеграцијата на Македонија и условувањата кои што Бугарија ги поставува кон Македонија, а исто така да се постигне заеднички договор за почеток на изработка на заеднички усогласена национална стратегија за државна безбедност, како и за надворешна политика, кои што ќе бидат основа на действувањето на секој министер за надворешни работи, одбрана, внатрешни работи и двете безбедносни агенции. Се надеваме дека оваа подадена рака ќе биде прифатена и утре на лидерската средба на која што ќе се разговара за многу значајни работи, ќе се разговара и за оваа работа и се надеваме дека Заев и Пендаровски ќе се согласат да оваа точка биде на дневен ред на утрешната лидерска средба и да заеднички изградиме позиција по однос на овие прашања. На тој начин ќе покажат дека немаат скриени агенди. Доколку решат да останат на ставот кој што го имаат денес, дека за ова нема да се разговара, директно потврдуваат дека имаат скриени агенди и работат за туѓи интереси или се под уцена. Благодарам, повелете дали има прашање. Јавивте за утре и ново насока на изборите. Првото прашање од Телма, вашиот лидер на Facebook пренесе мислење на Венецијанската комисија дека по вонредната состојба избори може да има во рок од 60 дена, што упатува на предпоставка дека доколку не биде продолжена, се мисли на вонредната состојба, изборното соочување би можело да биде кон средината на јули. Дали сте подготвени да најдете компромис со предлогот средина на јуни и да се најдете некаде на средина во почетокот на јули, на пример? Мислам дека треба да оставиме на утре на лидерската средба да направиме сите обид да се постигне консензус. За нас прашање број 1 е како да го заштитиме здравјето на граѓаните. Прашање број 2 е како да ја вратиме македонската економија во нормала со што помали последици од корона кризата и дури потоа да разговараме за избори. Не би лицитирал со датуми, затоа што она што е основно во овој момент е да одговориме на овие предизвици. Она што можам да го кажам е дека ВМРО-ДПМН утре ќе настапи со свој план за излез од оваа криза, кој што ќе води до одржување на избори, но избори на кои што ќе сме сигурни дека ниеден човечки живот нема да е загрозен, дека ниеден човек нема да заболи од корона кризата и како последица на тоа некој не дај Боже да го изгуби животот. И следните три прашања се тука некаде ги одговоривте, како партијата ќе настапи на лидерската средба, дали ќе се инсистира на консензус за утврдување датум за парламентарни избори, ќе продолжам со прашањето. Што очекувате до утрешната средба, дека и председателот на државата, дали мислите дека постои можност да се постигне консензус? Дали доколку Комисијата за заразни болести оцени дека ќе има услови за скорешно одржување избори, ВМРО-ДПМН би прифатиле датум за средината на јуни? И уште едно прашање кое што може би е поразлично. Заев излезе со конкретен датум, која ќе биде позицијата, датумот со кој ВМРО-ДПМН ќе настапи утре. Најавувате анализи и предлог мерки како услов за избори, докаде сте и што покажа анализите? Прашање од Цител. Добро, ќе се обидам да одговорам на сите. Прво, по однос на постигнување на консензус, апсолутно се надеваме дека утре ќе има доволно политичка волја и разум кај сите политички партии, представници на таа лидерска средба, да изградиме заеднички консензус, затоа што тоа го очекува и народот од нас.
Како што кажав, има бројни прашања на кои што треба да се дискутира. Едно е справувањето со здравствената криза, второ е справувањето со економската криза, трето е секако одржувањето потенцијално на избори, четврто на што ние инсистираме одговор кон овие условувања кои што Бугарија ги поставува по однос на евроинтеграциите на Македонија, така што тоа се еден голем сет на прашања за кои што се надевам дека утре ќе успееме да постигнеме консензус. Во однос на лицитирањето со датуми, мислам дека е несериозно денес да било што изјавам. Гледајте, например, на Зоран Заев какво фијаско му се случува. Тој кажа дека за нив посакуван датум е 14 јуни. Тоа е некаде за месец дена од денес, а гледаме дека секој ден имаме ново заболени од коронавирусот. Знаете дека период на инкубација е меѓу 14 и 21 ден, значи потенцијално може и од овие ново заболени да има други. Тоа би било во самиот тек на кампањата и пред изборите, што значи и во текот на изборите. Понатака Европската Унија донесе одлука дека границите на Европска Унија за патување и за влез и за излез ќе бидат затворени најмалце до 15 јуни, а некои држави, членки како на пример Франција ја продолжија вонредната состојба до 24 јули, што директно покажува дека ќе биде невозможно да во Македонија има меѓународен мониторинг на изборите доколку истите се случат како што предлага Зоран Заев на 14 јуни. И затоа не би одел со лицитација на никакви датуми денес, додека утре не се видат сите факти. Во однос на другото прашање кое што беше поставено, точно е дека ВМРО ДПМНЕ утре ќе настапи со јасно изградени позиции и ставови по однос на сите прашања, ќе предложи излезни решенија кои што ќе бидат во корист на здравјето на граѓаните, економската благосостојба и секако ќе водат до одржување на избори, но избори на кои што, ќе повторам, нема да загрозиме ни еден човечки живот.